Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо во форма на интервју. Денес со задоволство повтор пат можам да го угостам мојот пријател и личен херој Димче Ацков. Овој личен херој го нагласувам затоа што за малку луѓе можам да кажам од денешницата дека се мој лични херои и Димче е еден од нив. Добре дојде, Димче. Добро те најдов и фала за убавите зборови, меѓутоа јас сум си само еден обичен селанец, затоа не знам за таа херој, некако многу како титула ми се гледа некоја и како некој очекување дека треба да... Тоа е херојскиот момент, ќе дојдеме до тоа. Вака, значи, благодарам што уште еднаш си на каналов, ние сме пријатели, затоа ќе кажем и за гледачите дека ќе разговараме на ти, нема да имаме никакви формални обраќања. Така? Така, супер, тоа баш ме радува, да. Така, Димче, малце неофицијално фативме на почетокот на разговорот дека се случуваат некои чудни работи. Еве јас провокативно ќе те прашам, во твоето селце таму каде што живееш, кризата со гасот и со нафтените деривати, како се чувствува? Многу лошо веќе. Подземната железница не биде кај мене веќе. Камионите не можам да ги возам, колите. По право ти кажам, не се зафркавам. Кај мене е се исто, затоа што во моето селце јас сум некој начин независен од тие работи. Јас имам собствена струја, собствена вода, се трудам да обезбедам и собствена храна. И кај мене таа криза, доколку не ми ја каже некој, јас нема да знам ни дека постои. На некој начин сум поштеден од таа криза, доколку и уопшто постои некаде таа криза. Мене ми изгледа таа криза како да е повеќе наметната. Секако дека е наметната и луѓето како мене кои што зборуваат за тоа веројатно ги сметаат за теоретичари на заговор, ама ете, ние теоретичарите на заговор сакаме да покажеме една друга реалност, реалност која што јас лично не ја живеам, но како да баш тука доаѓа моментот и дол. Многумина во периодов се разбудивме и посакавме да живееме на начин на кој што живееш ти. Некои успеа, некои не успеа, затоа што е тешко да се излезе од канџите на системот. Кажи ми колку за тебе беше тешко одвојувањето, пошто во претходниот разговор ми имаш кажано дека не си живел од секојаш вака. Значи одвојувањето од системот со неговите наметнати рамки, како беше тогаш? Дали ти беше тешко на почетокот? Види, на почеток изгледа како некоја авантура и не е тешко. Отпусти да тешкотиите, кога ќе се соочиш со реалноста, дека ти си настрана, дека си сам, дека треба секој ден да работиш и сите тие работи. А на почеток изгледа како авантура и не е тешко. И секој може да се пушти во таа авантура на почеток, па понатаму постепено да се развива и да види кај ќе го однесе тој пат. Меѓутоа на почеток не е тешко. Не е ич тешко. Тешкотиите доаѓаат подоцна во некое второ време. Подоцна, да, кога ќе соочиш реалноста и кога треба сам се да правиш, дека немаш од кај да купиш, дека и малце е тешко понатаму и затоа и не е за секој. Затоа и не е за секој овој живот, затоа што реално има потешкоти. Треба да си физички спремен, треба да се учиш како да се произведува сам некои работи. Меѓутоа е остварлив. Доколку има некој човек намера, може да се впушти во ваков начин на живот и да учи. Сега има интернет, има и многу луѓе како мене и други луѓе од кои може да се учи и е полесно сега. Полесно е, да не ги плашиме луѓето, е полесно. Да. Не, напротив, сега овие разговори ги правам со тебе и со сите мои соговорници, правим да укажеме на одредените негативности и потоа да укажеме на решенијата. Значи без решение никогаш ќе испадне само проста критика која што е цел сама за себе. Сакам неколку зборови да ми кажеш за времето во кое што живееме. Што се случува околу нас според тебе? Значи, живееме во некој чудно време, веројатно по онаа старата кинеска клетва да даде Господ да живееш во интересно време и какво е, во кој аспект е нашево време интересно според тебе, Димче? Времето во кое живееме е многу интересно, затоа што се случуваат големи промени,
се случуваат промени на духовен план и истовремено системот наметнува некои промени. Системот наметнува промени, води, не тера да одиме кон некое технократско општество, каде што човекот ќе функционира по некоја шема и толку, ќе нема испаѓање од таа шема, како што впрочем и сега до некаде веќе почнавме да функционираме. Но од друга страна се случува големо енергетско будење, има големо зрачење од околината, од космосот, да речеме на некој начин, и луѓето се повеќе се будат и едноставно согледуваат каде живеат. И мислам дека ова второто зрачење, будењето на луѓето ќе добие голем замав и дека луѓето ќе согледаат дека живеат во лудило и дека ќе се разбудат на некој начин масовно и дека будењето нема да биде како што очекува системот. Системот очекува да се случи будење на негов начин, меѓутоа тоа нема да се случи. Тоа веќе се гледа јасно, дека на некој начин се случува многу големо будење кај луѓето, како што впрочем и нашиот разговор види разговараме за работи, за теми кои што до пред некое време никој не се осмелуваше ни да зборува. Меѓутоа сега веќе се поотворено се зборува нови теми и тоа е само доказ дека луѓето на некој начин се освестуваат. Луѓето ќе станат еден ден и ќе речат: леле, кај живееме ние? Што е ова? Саѓаш? И веќе се случува тоа. Луѓе стануваат и викаат: леле, кај живееме ние? Па нема дрво, нема жив свет околу нас, се е бетон, небото не можеме да го видиме. Разбираш, веќе се случува тоа будење на некој начин. Само ќе стане многу помасовно. И мене тоа многу ме радува, затоа што јас сум поборник за живење во поприродна средина. Не сум стрикно против градовите и против системот, сепак треба да има нешто да се функционира. Меѓутоа сум поборник за живење во поубави услови, во природни услови, во здрави услови. Така, во минатото во светот, еве и во Македонија, примерот беше дека руралните средини опфаќа поголем дел од населението, додека во градовите живееше една помала група. Сега урбаните средини предничат во тоа. Значи руралните средини, значи селата, малите населби веќе се испразнети, додека големите урбани центри, оној бетон што го спомнати, е препун со луѓе кои што живеат буквално и во нехумани услови, значи 10-15 метри квадратни, на некој 15 спрат, нешто што таквите луѓе земја не видуваат, не знам, долго. Па за жал тоа системот ги влече луѓето кон себе за да некој начин ги искористи. Системот им дава се на луѓето, ги навлекува на тој комфор, им дава се за подоцна да може сето тоа да им го наплати трократно, петократно и на некој начин ги мами кај себе и луѓето се фатија на тоа мамење, сите истрчаа во градовите и видите сега што се случува. Сега веќе кило домати не можеш да купиш се по 2 евра, по 3 евра, а на почеток беа скоро се беше бесплатно, се беше достапно и луѓето ги примамија да дојдат во градовите и сега луѓето доправо ќе ја плаќаат таа цена на својата погрешна одлука. Луѓето направија погрешна одлука затоа што во градовите е убаво, меѓутоа насоката никој не ја гледа каде одат тие градови. И мене ми е убаво да отидам во град да уживам, сега ти биде достапно. Меѓутоа видија насоката кај се движат тие градови. До кога така? До кога ќе се гради, до кога ќе се живее од вештачка храна? Значи насоката во која се движат не е добра. И луѓето направија погрешна проценка и го напуштија рајот и отидоа да живеат во нешто што е ново за нив, вештачки свет. И сега ќе го бараат назад тој рај и верувај дека на сите луѓе ќе им текне и за нивата, и за дедото, и за селото од кај дошле. На сите ќе им текне за тие ниви и се надевам дека побрзо ќе им текне. Што побрзо им текне, ќе имаат повеќе шанса да создадат нешто. Затоа што и храната е голем проблем веќе станува. Затоа што, како што кажа, сите се во градот, кој ќе произведува храна? Па храната не може да се произведе во градот, освен нели новите идеи за синтетичка храна, кои што мене лично не ми се допаѓаат, без разлика каква и да е таа синтетика, затоа што таа алхемија на синтетизирање на органската материја, јас верувам дека природата е многу помудра и многу попаметна од нас да го направи тоа. Ние само треба да се грижиме да природа да може да обстојува. А во најдобар дел таа грижа веројатно е и да не правиме, доволно е да не правиме штета. Природата сама ќе си го направи своето, така?
Па да, природата, веќе има механизам природата воспоставен. А види ние што правиме, ние сега на некој начин тргнавме у борба против природата. Ние не само што не оставаме на рад, туку ние отворивме фронт со неа. За тој фронт никој не зборува, сите зборуваат за војната во Русија што е страшно, во Украина, каде и да е, таму во Африка, а никој не зборува за тој фронт што ни отворен со природата. Значи ние секој ден убиваме стотици дрва, секој ден убиваме јадници животни. Значи ние сме вклучени, секој ден фрламе пластика, ја загадуваме таа природа. И за таа војна никој не зборува. Таа е некоја војна во која сите се правиме слепи и на некој начин ние дури бираме страна против природата. Значи ние не само што не оставаме природата на рад, ние војуваме со природата секојдневно. Секојдневно. И затоа мислам дека мора да се запре сето тоа, да се согледа реалноста и како што кажа ти, или ќе јадеме синтетичка храна до крајот на животот, не знам што и да е тоа, или ќе запреме и ќе се вратиме на кај рајот. Преска го велеше дека некои луѓе беа привлечени кон урбаното живење и беа значи со убави реклами привлечени кон тоа. Јас ќе ти кажам еден многу интересен пример. Значи јас по линија на двајцата родители потекнувам од село, но татко ми е од село во Соговските планини. Значи оние типични малечки село од разбиен тип, значи неколку куќи на едно место, па неколку куќи на друго место, редовно покрај изворна вода и редовно значи на места кои што имаат убави услови за живот. И сега, бидејќи татко ми е најстар од браќата, дошол во градот за да работи, затоа што немале можност за опстанок, затоа што го имат изгубено родителот многу рано, но неговите браќа заедно со баба ми сакале да останат на село. Значи, системот во тоа време, комунистичкиот систем, значи за секоја скршена гранка, макар дури да била падната, им давала казни за крадење на шуми. Значи, ги оневозможувала на сите можни начини и ги принудувала да слезат во градот и на крајот и двајцата мои чичовци завршија како возачи на камиони во градот, затоа што тогаш нели градот имаше потреба да се шири, да се развива. И сега сето тоа што ни е од таму останато стои, се распаѓа, земјата не е работена и така. Значи ние како наредни генерации се сеќаваме само кога сме биле како деца таму, а сега нема кој да го обработува тоа. Така што, како што вели поговорката, или милум или силум, веројатно кај некој поминало тоа милум, кај некој поминало тоа силум и сега сме тука кај што сме. Па види, тоа селењето од село во град е малце и чудно. Значи, јас имам отидено села, имам посетено села пред 20 години, каде што буквално се стоеше во селото. Значи, како буквално дошол некој да го иселил цело село, одете ви и работете. И таму има и некои прекјутени работи во тоа селење на селата. Значи, не може човек да си остави вечерата на маса и да се исели, да му стоат играчките на детето и да реши да оди во град. И имам видени и такви села, имам чуено и за такви цели села кај што им убива на стоката, наводно под некоја болест или војската им убивала за да немаат од што да живеат. Значи, има слушнато и такви приказни, каде што кажат и насила се селени. И мислам дека тоа е сето дел од еден план, кој што се одвива, кој што си тече, како што спомна претходно, план на системот, кој што, за жал, нема да им успее, затоа што народот се буди, како што кажавме. Меѓутоа, се си е тоа некој дел од некој план. И затоа и селата се запустија. Меѓутоа, ја би то советувал да си имаш куќа, да си ја приправиш куќата, за да си имаш одстапница. Затоа што одстапница секој мора да има, дури и да е длабоко врзан во градот, се да го држи таму, паметно е да си има некоја одстапница. Затоа што кажат и вештачка храна, ете не можеш да јадеш. За многу брзо време ќе има само таква храна. Ќе нема веќе природна храна. Веќе и дали има природна храна, толку многу се прска храната, толку многу се меша меѓу себе, што губи и квалитет губи храната. Например, еден органски патлиџан, сега бргу читав, има 3000 хранливи состојки. Еден другиран патлиџан, што е цело време третиран со дрога, со пестициди, има од 200 до 300 хранливи состојки. Значи, веќе се губи и хранливоста и ќе остане само изгледот.
Затоа е паметно да се така е. стапница. Затоа имаме состојби каде што нели оние прсканите патлиџани се толкави, додека природниот што велиш ти ќе биде малечок, затоа што не расне на дрогиран, на испровоциран начин, тука расне природно како што треба да биде. Да, ама тој малиот ќе има 3000 хранливи состојки, тој големиот ќе има околу 200 до 300, пута 10 помалку. Повторно во контекст нова на природната и на вештачката храна, дали имаш некаква алергија? Јас од кога се префрлив прво на веганска исхрана, после тоа и на жива исхрана, сега и вегански и жива кога како, имав алергии како дете, меѓутоа ги изгубив сите алергии. Така, јас никогаш сум немал алергија, пораснав на таква храна кај што со прашина со се ја земавме од бавча или крадевме трешни, вишни, што и да најдевме наваму натаму како деца, како во песните на Балашевиќ, додека сега ми се чини дека децата што се раѓаат речи се да нема без алергија. Отпорност на храна, на природни состојки. Па види, тоа со алергијата е многу интересна работа, затоа што сега се повеќе се раѓаат деца кои што се алергични на месо. И ја мислам дека е тоа Божји план да се смени светот, исто дел од таа промена што викам. Значи, децата веќе има деца што сега го третираат тоа како некоја болест, меѓутоа подоцна ќе се прифане како реалност новите генерации да создадат сосема нов свет. И затоа алергиите мислам дека се некој Божји одговор на сето она што го правиме ние кон природата, и мислам дека бирање на страна во таа борба меѓу нас и природата, и мислам дека алергиите се некое оружје на природата против нас. Имаше летово една интересна активност ти во Богомилската клисура, правеше одредени работилници. Јас го следев внимателно сето тоа што го правеше ти, значи гледав прекрасни фотографии со ентузијасти луѓе што се таму околу тебе што ти помагаат, имаше прекрасни фотографии од ноќите после тоа. Дали ќе сакаш малце да ни кажеш што работевте таму и каков беше амбиентот, каква беше дружбата? Па да, јас организирам работилници. Летово ја направив, завршив со 50-та работилница јубилејна. 8 години веќе правам работилници, летово ја направив 50-та работилница. И да, последниот период, на почеток моите работилници не беа скоро ич посетени. Беше многу слабо, зборам за пред 8 години кога почнав. Меѓутоа, последните години тоа некако експанзираше, луѓето се повеќе почнаа да идат на моите работилници. И има многу млади луѓе кои што присуствуваат. Јас организирам работилници пред се да ги научам луѓето да си направат свој дом. Да си направат свој дом и одржувам беседи во рамките на тие работилници, каде што луѓето можат да зборуваат на било која тема што сакаат. По пример на богомилите. Богомилите порано се собирале и разговарале на која било тема. Има примери кај што иделе луѓе дури од Франција и од секаде тука, за да можат да разговараат на некои теми кои што се забранети кај нив. И ја по нивниот урнек организирав работилници, во склоп на тие работилници учевме за природна градба, како што кажав, и имаше отворени беседи или дебати, каде што секој можеше да си разговара за било која сака тема, затоа што види са на некој начин се случува некоја тивка цензура, дури и кај фамилиите, мажот не може од жената да зборува за некои работи, жената ќе му рече, ти зборуваш, вие се луди работи, ти кој што кажа теорија на заговор. Ако видиш дефиниција теорија на заговор, здружување на луѓе за да остварат некоја цел, нели? Тоа го прават корпорациите сега и владите, нели? Здружени се и оспоруваат некој цел. И јас работилници ги правам на таа тема, да можат луѓето да се искажат на која сакаат тема, дали за религии, дали за воземјани, дали за теории што ги викаат на заговор, за било што, и на некој начин да се ослободат, да не го чуваат во себе тоа. И остварував многу интересни дебати се остваруваат таму. Жал ми е што не се снимаше се, имаше многу интересни дебати. Имаше многу млади луѓе на тие работилници што ми даде мене надеж дека луѓето се будат. Затоа и го донесов тој заклучок дека на системот не му оди се како што треба, како што планира, затоа што од другата страна има многу млади луѓе што се будат. Па да, јас мислам дека пред едно, не повеќе, 10 години некој да зборуваше за вакви работи, да зборуваше за духовно будење,
Луѓето ќе му зборуваат само за пари, за успех, значи за оно што значи материјално реализирање, не сваќајќи дека ние ова што го имаме како материјално е само минливо, дека она што станува нема врска со овој материјалниот свет. Не знам дали ти текнува приказната, она македонски народни приказни Ѓорги Колозов каде тргна со торба леб кон оној другиот свет. Не ми текне, не. Значи приказната одеше вака, сега малце кадиме во слободен стил, значи приказната беше вака. Ѓорги Колозов беше нели или поп или господ или чорбаџе, сега беше чорбаџе кој што има многу пари и доаѓа ангелот на смртта и му вика готово, заврши, треба да одиме на оној свет кај Свети Петар. Вика добро, си земам торба леб за попат. Вика земи си. И се одат по патот, гледаат ова она и доаѓаат на кај Свети Петар на вратата и Свети Петар му вика сега вреќата остави ја надвор. Како метафора дека материјалното станува во материјалниот свет. Со себе понесуваме други работи. Така, да, така. Па и таа промена се случи, луѓето и тоа го сваќаат и затоа почињаат и да работат на себе, затоа што како што кажа ти, ако нешто ставиш во срцето, ќе си го однесеш понатаму во душата. А материјалното за жал ќе го оставиш тука. И материјалното е одлика на вој систем што си оди, на вој стар свет. Интересна работа е, знаеш, јас ги имам споменувано гностиците, сега гностиците е тој генерално име во кој што спаѓаат меѓу другото и богомилите. И тие генерално, значи и катарите од Франција, веројатно тоа е една иста група на луѓе, само што на различни места различно биле нарекувани. И тие имале верување дека материјалниот свет го владее бог Демиург, кој што се занимава со материјалните работи, нешто што во христијанството е наречено нели Сатан и ѓавол, додека оној другиот бог, врховниот бог или универзалниот бог е бог на духовниот свет, кој што остава ние сами да поминеме низ материјалните искушенија, додека знаеш, во оној момент во кој што човек ќе даде се од себе и во моментот кога ќе падне на провалијата, тој тогаш доаѓа малце да не поткрени и рече тука ти требаше помош, помогнав, сега оди напред и повторно мачи се. И јас во тоа гледам една голема, да речеме, духовна подкрепа, сваќајќи дека се оно што е како предизвик тука на овој материјален свет, дека треба да го сработиме со материјални средства, тоа е поттик да бидеме подобри луѓе. Па да, види, материјалното само по себе не е лошо, како што зборувам ножот, нели, може да исечеш торта со ножот, можеш и да го избодеш некој, да го исечеш, нели, како ќе го потребиш ти, така и со материјалното. Материјалното не е толку лошо, меѓутоа луѓето се обседнуваат со тоа. И веќе губат насока, мислат дека како што кажат и ќе си земат со себе и дека ќе им врши некоја поголема работа. И едноставно треба да си дојдат работите на свое, например материјалното треба да биде на трето, четврто место, например, душата да биде на прво, добрите луѓе, добриот однос, добрата мисла да биде на второ. И така да си има некој редослед. Иначе материјалното само по себе си е добро. Нели, па и во овој свет можеш да помогнеш со тоа, да му се најдеш на некој. А за гностиците што кажам, па тоа е што спомна дека има катари ваму богомили кај нас. Па види, тоа е една иста религија која што потекнува уште од Хипербореја наназад. Тоа е најстарата религија на човекот. Вербата во добриот бог, вербата во добрина. Само што на различно место различно се кажува. А иначе е секаде истата верба. И тоа не е религија, туку е само начин на верување. Тоа не е религија како што сега знаеме да одиме во куќи, во храмови и такви работи. Тоа е едноставно верување во добрина. И сите тие луѓе, катарите исто значило добри луѓе, богомилите значиле мили луѓе, мили на Бога. И горе-доле од Хипербореја наваму е таа најстарото верување на човекот. Најстарото верување во добар Бог. И сега, ова е едно прашање кое што го разговарав и со Ѓорги Ѓоргиевски, пријателот кој што покрај тебе го запознав, ќе те наведам и тебе на тоа прашање. Во Македонија, во македонскиот јазик, во македонските топоними имаме Велес, градот во кој што во близина во кој што живееш ти. Значи име на пагански бог пар екселанс. Го имаме цвеќето Перуника,
повторно од пагански бог и го имаме местото Богомила повторно, нели, што е како топоним од богомилите. Единствено христијанско име е Свети Николе, кое што мислам дека е име од понов датум, не знам од кога потекнува, ама е име од понов датум. Што значи, во јазикот и во топонимите се кодирани некои работи од нашата традиција, кои што ние како да сакаме да ги игнорираме. Види се, ако прво зборот пагански, тоа е збор наметнат од католиците и тоа означува нешто нечисто, неубаво и затоа е наметнат, а иначе тоа е нашата родна вера. Името за нашата родна вера, например христијанството е понова вера. Ние пред тоа сме наша родна вера, која што верувала во тие богови. Она верувала во повеќе богови, нашата родна вера, и верувала во еден главен бог, креаторот на се. И сега разликата во таа старата наша родна вера е што она верувала дека секој човек може да дојде до ниво на бог, само треба да се развива. Така. И затоа не верувале во повеќе богови. Тоа фактички биле луѓе што поминале долг пат, што ги поминале тие три света, јав, наф и прав, и што доживеале статус на бог. И тоа дава убава надеж за човекот дека секој може да работи на себе, да напредува и да дојде до ранг на бог. И затоа се зачувани сите тие работи, тие биле луѓе кои што напреднале толку многу, што можеле да го минуваат просторот, да креираат, да помагаат на луѓето. Така еден од тие врховни богови е богот Велес, кој што е Велес на низината, Велес е бог на обичниот човек, а Перун бил секогаш богот кој што стоел на високо. Така и ние денеска го имаме градот Велес и го имаме Перунов рид. Над него поденешно е крстен Свети Илија, мислам, громовник. Свети Илија е пандан на Перун, затоа што Перун бил громовник и Свети Илија е громовник. Меѓутоа, уште го имаме зачувано името на ридот Свети Илија и градот на Велес. Затоа што тоа не било толку во далечно минато кој што сакаат да ни кажат нас. Например, еве ја држам перница тука, која што ми е подарил еден дедо во село. Тоа е перница со знакот на коловрат. Значи, тоа е сегашен знак. И он ми каже дека они до пред скоро време и скоро и уште, додека беше он жив, си го користи вој знак. Значи, таа лага дека тоа верување било јадници години наназад е само конструкција. До пред скоро време ние сме верували, уште има гробови со коловрат, нашиот родоверен знак, уште има остатоци од перуники по храмовите. И тоа не е толку далеко како што мислат луѓето и како што сака да се каже, и затоа и се зачувани тие топоними тука, уште. Кај да е, не успеале да ги сменат. Меѓутоа стекот на времето верувај дека ќе ги сменат. Јас дознав сега дека во Прилеп има една планина или рид што се вика Перунова планина. И таа постои и сакаат сега да го сменат тоа име, Перун. Значи, они работат на менување, некојаш сите топоними биле со родоверни означувања и они работат полека да ги избришат. Уште не дошле до Велес, до Богомила и до вие тука други топоними што преживеале. Така, и оно што се премолчува и што во историјата не е напишано, значи историјата, јас мое верување дека е еден кодекс на лаги околу кој сме се договорили да веруваме во нив, или кодекс на наметнати лаги. Едно од работите која што се премолчува е тоа дека христијанството е наметнато со сила, со меч и со сила, со војска. Не само овде, секаде низ целиот свет, ние го знаеме примерот на наметнување на христијанството врз домородните народи во Јужна Америка, ама исто и врз нашите предци било наметнато со сила. Не е природна религија христијанството овде, затоа што раскажува работи за некој си таму еврејски бунтовник кој што бил убиен од римјаните, со кој што ние немаме никаква допирна точка. Да, види, христијанството повеќе е култ на смртта, се слават смртта на некои луѓе што починале, не произведува они нови луѓе, христијанството, нови светци. Она ги се вози на тие стари светци што умреле, тие сите луѓе. Меѓутоа, знаеш како викам, патот до некој врв, ја искачувам планини, например, тука кај мене има една планина, се оди од мојата страна, меѓутоа можеш да свртиш и од другата страна да го искачиш што е врв. Јас затоа викам, ако успеат они да го однесат народот до Бога, тогаш окей, нели, тоа е методата, што викаш ти, насила е наметната таа религија,
Меѓутоа, еве, они се сега на сцена, они владеат, скоро се е нивно, нели, христијанството е веќе секаде влезено, и еве им шанса да го однесат народот до Бога. Ако успеат во тоа да го однесат народот до Бога, тогаш се им е оправдано што го правеле. Меѓутоа, ако го задржат народот во ова мачење, кај што живеат во ова неубаво време, тогаш, како што кажат, ти ќе останат запаметени како една религија која што е наметната насила и ништо не направила, посебно освен што се збогатила. И тоа. Примерите на насилното наметнување на единствената христијанска вистина, почнувајќи од времето на апостол Павле, преку палењето на големата библиотека во Александрија, која што била, од била непроценливо богатство, е запалена токму заради тоа што не била во склад со новото учење кое што Константин, кој што сепак бил многобожец, го има прифатено и подоцна, го има утврдено својата моќ врз основа на таа филозофија, која што не е ни оригинално од Блискиот Исток. Тоа е, како да кажем, измешани се многу работи, но онака како што ја знаеме денеска, се има буквално потрудено се оно што е алтернативна вистина, се оно што кажува спротивни работи, да го стави под нож или под земја или да го уништи. Затоа ние и за богомилите и за катарите знаеме само од изворите на христијанската црква, само од изворите на оние кои што ги прогонувале практично. И тие извори нормално дека нема да зборуваат во добра насока, ќе зборуваат во лоша. Па баш како што кажа, баш за тоа секој човек треба да се истражува. Јас, например, што го спомна Ѓорги, ние истражуваме многу низ Македонија и секој човек треба да почне да истражува, затоа што историјата е само гледање на некој човек. Например, јас и ти денеска може за некоја работа што се случила вчера да имаме различно гледиште. И на основа на тоа што ќе запишеме, на нашето гледиште тоа ќе се знае. Например, што се случило со ковид. Некои тврдат дека е страшна измама, некои тврдат дека тоа ги спасило, нели, дека постои. И сега зависи кое гледиште ќе остане запишано. Така и историјата. Тоа гледиште моментот што преовладало, што било запишано, тоа си продолжило натаму. А има примери кај што се сгрешила, например, една реченица само во тоа пишување, историјата земала сосема друг тек. Знаеш, толку е кревка тоа и толку луѓето треба да го сваќаат тоа несериозно. Историјата не треба да сваќаат толку сериозно, туку треба да истражат и на основа на тоа што ќе откријат они, по тоа да се водат и по тоа да живеат. Не треба никој да ти кажува дека тука дошле римјани и се ни направиле. Например, кај да отидеме, се во Македонија е направено од римјаните. Замисли, дошла војска со 50.000 мајстори, ни направила цела држава и си отишле. Замисли колку е тоа идиотски. Така некако ни објаснуваат за римјаните. Оти се е од нив. Се од римјаните направено. Па римјаните биле познати по геноцид и по културоцид. Значи, секоја една локална територија која што била освоена од римјаните добивала римски храм, добивала римски патишта, добивала римски театар и основно Тоа биле нашите ветски храмови, што они само си ги нарекле нивни. Разбираш? Тоа они ништо немаат направено, тоа они го наследиле тоа, само ја смениле фирмата. Иначе тоа се си постоело тука. Аквадуктите постоело од ветско време. Се постоело, сите храмови постоело од ветско време. Сите храмови си биле тука, сите патишта си биле тука. Они само дошле по пат на сила и рекле воа е сега наше. И сега ние од нив учиме, не учиме наназад. И тој дел од историјата, и тоа е шпекулација, и тоа е манипулација за да се дојде до ова што сме денеска ние. Па добро, знаеш како во Италија сите мислат дека цела Италија е оригинално римска, дека Рим станал на цела Италија. Рим бил само една малечка град држава која што за да стане тоа што била, морало да почне со експанзија. Први кои што се нашли на ножот на римјаните се етрурците, многу постар народ, автохтон на Апенинскиот полуостров.
Исто како што јужно од нас, тие што ги нарекуваме сега грци, не се автохтоно население. Критско-микенската култура автохтони, и тоа е многу јужно долу, автохтона и локална. Овие се дојдени, има и историски записи, ако сакате, има записи во Библијата дека се дојдени од Египет, ама едноставно, знаеш како е, Димче, многумина кои што се христијани кои што сакаат да веруваат во тоа што го преповеда христијанската црква, Библијата како книга никогаш ја немаат отворена и никогаш ја немаат читано. Го имаат гледано филмот за 10 Божи заповеди со Чарлтон Хестон и го имаат гледано Исус од Назарет од Френко Зефирели. Ама тоа се филмови кои што така си ги замислил режисерот. Ако ја отвориш Библијата, ако почнеш да читаш, ќе речеш чекај, ова нема врска едно со друго. Нити Евангелието со филмот, нити Стариот Завет со тоа за Мојсија. Па добро, види, самата Библија е напишана после 100-200 години после Христа, да кажеме, ете. Нели така? Колку може да знаеме после толку време што се случило? И тоа на некој начин не може да се подпреш на тоа, затоа што е многу касно напишана. А за тие 200 години после смртта на Христа, постоела Христова црква. Така. Во Ефес. И оно 200 години си постоела таа црква, потоа е уништена од христијанството. А 200 години низ голем дел од Европа, Марија си направила црква после смртта на Христос и нарекла Христова црква, кај што случило за Христовото учење. И богомилите зимаат голем дел, поновите богомили од тоа учење. Они потекнуваат од таа Христова црква, формирана во Ефес во сегашна Турција, кај што ден денеска стоат тие храмови на таа Христова црква. Меѓутоа тоа се знаеме како заврши со подемот на христијанството, кој што кажа насила тоа се е избришено. А Христос имал и своје Евангелие, затоа што Христос бил писмен. Он знаел да напише. И он си имал и своји записи за како да живееме. И затоа мислам дека од сите религии христијанството има најмалце допирни точки со Христос и што начинот на кој што тој живеел, а Христос пропагирал љубов. Разбирање, љубов. Така, има толкава книга голема која што ги содржи сите апокривни текстови од Стариот и од Новиот Завет кои што не се внесени во Библијата. Значи, текстови кои што раскажуваат сосема поинакво приказно. Значи, и за старозаветните работи, за новозаветните. Оно што рече дека се пишувани покасно, еден доказ за тоа. Значи, достапните оригинали на Новиот Завет се сите на грчки јазик, додека говорен јазик на Исус и на апостолите бил арамејскиот. Тоа е доволен сигнал дека некој нешто има фалсификувано. Да, па види, не е ни тешко да се фалсификува тоа. Значи, седнуваш после 100 години, само пишуваш нешто и го пушташ во оптек. Тоа е многу едноставно. Нема никакви докази за тоа што се тврди и во Библијата и во многу книги. Појде од тоа дека самото име Исус не постои помеѓу евреите. Постои името Јошуа, Јешуа. И тоа е многу често име кај евреите, но не Исус. Исус е латинизирана, грацизирана, подоцна латинизирана форма на истото име. И овие имињата на Петар, на сите оние апостолите, тоа се видоизменети имиња. Нивните локални, односно еврејски имиња се поинакви и различни. Така што тука има многу и за истражување, но како што кажете, оригиналната порака е различна од онаа која што ја добиваме сега. Дури тоа што го имаме сега е многу и прозаично и сведено на турбофолк. Носењето зејтин, кога го прашале Христос што е за тебе најголемиот грев да го направи некој човек, он одговорил идолопоклонство. Така. Самиот Христос тоа го кажал, негови зборови со тоа. Он исто кажал да не правиме храм, да не градат храмови, туку да правиме храм во срцето, како зинат му направивме на секој храмови, разбираш? Значи, тие се негови зборови, значи најголем грев идолопоклонство и градење храмови, а ние тоа го правиме, тоа нема никаква допирна точка со делото на тој човек, на тој пратеник од добриот Бог. А добриот Бог секогаш ни праќа луѓе, не е само Христос и Заратустра е тука пред него, и Мухамед е тука после него, и Буда. Тоа сите пратеници од добриот Бог, кои што подоцна се искористили на некој начин, за да дојдеме до ова што сме денеска. А иначе тие сите биле од исто место дојдени, сите иста порака праќале. И сите говореле еден за друг. Например, Христос кажал за Мухамед, ќе дојде после мене еден што ќе зборува за љубов,
исто за Буда, Мухамед. Они меѓу себе сите имале докази и кажувале дека се од исти извор пратени. Меѓутоа, ако ќе видиш како се обработени и на кој начин ни се представени, тогаш се губи смислата и да се следат они. Се губи смислата затоа што и нивното учење е погрешно. Те носи во некоја погрешна насока. Новото учење од нивното. На исток ги нарекуваат аватари. Значи луѓе кои што, како што велиш ти, ги спуштаат пораката на универзалниот Бог на земјата и ни ја пренесуваат. Да. Па очигледно сите ја носеле таа порака, значи преку љубов само можеме да најдеме одговори. Така, јас морам да нагласам сега да не сватат погрешно во овој муабет, примерот што го спомна ти за планината, нека биде порака на ово што го збориме тоа, дека ако тоа е патот преку кој што некој може да дојде до Бог, дека е што се однесува до нас е совршениот пат. Така, да. Значи патот на другите е нешто во кое што ние нема да се мешаме, само јас и ти слободно размислуваме без да некој не осудува за тоа слободно размислување. Јас исто, на пример, јас сум родоверец по убедување, меѓутоа ги обожавам сите религии. Јас од секоја религија земам тоа што ми се допаѓа. Јас одам и во џамија, одам и во црква кога има пеење, ми се допаѓа едноставно тоа. Нели? И ние можеме да направиме од не да земеме што ни се допаѓа, убавото, не да се ограничуваме и слепо да пратиме некој. Треба тоа што е убаво да го земеме. Ако има љубов во таа црква, па земи си љубовта, оставим го другото, нека им стои таму. Така правам јас, затоа нека не сваќаат погрешно, сепак сме ние со отворен ум, сепак сакаме напредок, сепак сакаме да дојдеме до Бога. Така, и пред се тука зборуваме за едно возвишено човекољубие. Значи не можеме да го сакаме Бог ако не ги сакаме луѓето. Да. Па тоа е примерот со љубовта. Безусловна љубов да чувствуваш спрема сите. Така. Сега во контекст на сакање на другите, знам дека си голем љубител на животните, не знам дали се уште го имаш мачето во раце што ти беше таму. Видов едно вознемирувачко видео, вознемирувачко беше затоа што покрај видеото имаше порака, имаше ставено ти едно видео со кученце кое што го имаш спасено од борби со животни. И да раскажеш за таа приказна моци. Па види, тоа е куче кое што имало несреќа да падне во раци на луѓе кои што го користеле за борби, тоа од расата питбул. Тие раси ги рачунаат така покрвожедни, меѓутоа луѓето ги прават такви, не се они такви. И тоа куче беше користено за борби и јас го спасив, го земав после од кога имаше изгубено борба и имаше над 50 искасаници по телото и јас го земав тоа куче и сите ми рекоа да не го земам затоа што е питбул кој што е користен за борби, нели ќе прави проблеми, може дури да те убие затоа што тие биле многу опасни кучиња. Меѓутоа јас се обидов, како што кажавме претходно, да го земам, да го спасам и со помош на љубов да го рехабилитирам. И како што видите на видеото, јас тоа кученце го галам, тоа кученце сега станато опасно колку едно маче. Значи тоа си го смени скроз карактерот, да, затоа што секој ден му зборував, секој ден пробав да го галам, на почеток беше агресивен, морам да признаам. Не може секој со такви кучи, јас имам големо искуство со животни и затоа пробав да го рехабилитирам. Меѓутоа кучето е сега рехабилитирано и тоа е доказ дека исто и на луѓето им треба само љубов. Давај му љубов, он ќе се смени. Колку и да е лош, колку и да е неразбран, колку и да оди погрешна насока, како примерот со кучето, ќе му даваш љубов и он едноставно некогаш ќе ја прифати таа љубов. Така е, значи ти благодарам за овој исклучителен пример. Се уште го е со тебе кучето? Да, си го чувам, она е веќе дел од фамилијата, кај мене животните стануваат дел од фамилијата. Така, сум јас тука и он. Убава работа кај животните што тие немаат потреба од животинска храна. Јас мислам дека се хранат, може да ти исклучиво и со растително да се хранат. Не знам тоа, баш не знам. Мислам дека не е така, мислам дека ја ги радам со сува храна, мислам дека тоа им треба, немам пробано со растителна храна, јас ги радам со сува храна, таква купечка и немам пробано со растителна храна, не знам како ќе им делам, меѓутоа мислам дека
на секое тело му одговара одреден тип на исхрана и Така. за жал они се направени да јадат месо. Они се месојадни животни, ние сме билкојади и луѓето они се месојади. Така, му посакувам долг живот на кученцето и на сите твои животни од семејството што ги имаш, затоа што е еден, како да кажем, една прекрасна порака ова што ја пушташ со оваа љубов кон животните. Кажи ми, дали исто така љубов може да се почувствува и со дрвја, на пример? Многу луѓе зборуваат за гушкање на дрвја. Зашто за? Гушкање, за прегрнување на дрвја. Тоа, нели, дури некое време мислам дека тоа прерасне во терапија, дендротерапија ја вика, што луѓето во комуникација со дрва може дури да се излечат, затоа што секој, тоа знаеш како е, секој дрво си има собствена карактеристика. Например, дрвата емитуваат енергија, имаат свое поле околу нив кој што може или да ти помогне или да ти одмогне. Например, ако одиш долго време покрај топола, тополата може да земе од тебе, меѓутоа ако стоиш долго време покрај топола може да те здоболе глава. Пример, има одредени дрвја кои што се корисни за нас, има одредени дрвја кои што се штетни и треба да се знае кое дрво е за што. Значи, дабот, јасиката, јаворот се рачунуваат како позитивни дрвја, оревот, тополата се рачунуваат како негативни дрвја и треба да се внимава на тоа, иначе е многу корисно тоа гушкање на дрва. Доколку знаеш како му пристапиш на дрвото, доколку искомуницираш со дрвото, е многу корисно. Има луѓе кои што се лечат на тој начин. Е многу корисно. Јас го практикувам, тоа е убаво што го спомна. Да, многу корисно е тоа. Кажи ми, багремот во кои дрвја спаѓа? Пошто мене ми е импресивен багремот по својата цврстина и... Освен оревот и тополата, другите дрва се скоро сите позитивни дрви. Има еден експеримент за дрвата, сега што го спомна. Нели има сега уреди кои што ја мерат аурата на луѓето, каква боја има. Така. И таа уред ставаат некај дрвја, некај шума. И сега дрвјата си светат на некој јубичаста боја, убава боја. И човекот што прави експериментот оди и крши една гранка од првото дрво. И како снима аурата на дрвото, станува црвена. Се менува. Целото магнетно поле на дрвото, само што скрши гранка човекот. И човекот продолжи да оди понатаму шумата и како че кореше, аурата на сите дрвја се менуваше. Цела шума стана црвена. Значи ли пријателски настроена? Само он на првото дрво скрши гранка, сваќаш. Како одеше навнатре, дрвата меѓу себе си кажа иде непријател и сите ја сменија бојата, аурата дрвјата. Сите станаа црвени. Да, тоа го гледав, тој експеримент е прекрасен како функционираат дрвјата. И за тоа треба да се пристапи внимателно со нив, за да може да ни дадат нешто назад. Значи, дали можеме да заклучиме дека духовноста во она универзална смисла во која што разговараме, значи не во она смисла во која што ја пропагираат организираните религии, дека пред се има врска со вибрација, со енергија и со начин на вибрирање, како вибрира природата, како вибрираме ние кон неа и како ја перципираме таа енергија. Види, јас за духовност бас снимав на Фейсбук едно клипче, не знам дали го виде. Го видов. Духовност, јас за духовност го користам само примерот на нашите предци. За да стасаш до духовност, нашите предци практикувале само правилен начин на живот. Ништо повеќе. Не правеле никакви пракси, не оделе никакви скапи семинари, не патувале цел свет да живеат духовност. Тие едноставно воделе правилен начин на живот. И доколку човек живее правилен начин на живот, духовноста си иде сама по себе. Само тогаш ќе може да се развие духовно. А доколку лута по се и се што друго, живее неправилен начин на живот, мислам дека нема да дојде до духовност. И јас тој пример го кажувам на сите, во едноставноста е растот. Колку живееш по правилен начин на живот, по-убав, по-едноставен и мислам дека побрзо ќе растеш духовно. Мислам дека со тоа е поврзано. Така. Највеќе. Последна работа за која што би сакал да поразговараме е оние траги од минатото кои што ги има насекаде расфрлани и бидејќи ние можеме да зборуваме за оно што е најблиско до нас, оние мегалити за кои што со Ѓорги многу разговаравме, значи
Како ги доживуваш ти? Значи, мене ме интересира сега твоето лично доживување, затоа што со Ѓорги баш го обработивме каде се наоѓаш, од кој период се. Значи, како ги доживуваш ти, бидејќи имаш исто така на Facebook за енергетско полнење и за доживување, значи, каква е енергијата на овие места за кои што станува збор? Па јас тие места ги доживувам како полночи на човечкото тело и мислам дека тоа им е намената, затоа што, например, ако има подземна вода некаде, и ти ставиш камен исправен, тогаш негативната енергија од подземната вода се претвора во позитивна енергија. Затоа и луѓето порано ставале камења исправени, за да неутрализираат таа негативна енергија од подземни води и од општо од водата. Нели, секаде наоѓаме сега исправени камења, во зависност колку е голем, толкаво подраче опфаќа тој камен. И камењата се исто така живи суштества кои што зрачат енергија и кои што ако се наместени на правилно место, на тие линии на земјата, кои што минат и доколку има вода под нив, тие може да се претворат во машини за зрачење на енергија, на убава енергија која што те полни. И јас тие ги прецепирам како полночи. Така, само на кратко да се вратиме, значи ќе го заокружиме сето ова со првото прашање. Во твојата куќичка која што ја има на Facebook, сега бидејќи почнува ладниот период, на што се грееш? Епа јас уште немам потреба да се греам, затоа што оваа куќа е енергетски ефикасна куќа од земја и уште е прилично топло во неа. Меѓутоа си се греам на дрвја. Собирам суви дрва, имам река во близина ми, носи многу дрва и се греам на дрвја суви, си палам огин, меѓутоа нема потреба од многу греење затоа што овие градби се енергетски ефикасни. Така, тоа го спомнати дека изолираат добра енергија, што значи дали мислиш дека во иднина куќи како твојата ќе формираат мали населби во кои што луѓето ќе го практикуваат твојот начин на живот, па значи каде што се ќе биде поинако и продавничката локална ќе биде поинаква и амбулантата локална и поштата локална, дали можеш да замислиш едно село во тој стил каде што, нели како што кажате, ќе има комбинација од неопходното, од модерното живење, но и се она што е старинско и корисно? Епа, јас се молам да има такво нешто и не гледам друг начин за опстанок на народот, освен во такви населби, затоа што во градот животот е се помал, се потежок и мислам дека за опстанок на народот се потребни баш такви населби, каде што ќе се јаде здрава храна, каде што ќе се живее здраво, каде што ќе се дружат луѓето меѓу себе, каде што ќе се шири љубов и мислам дека е возможно, само треба да го замислиме. Дека е возможно, ништо повеќе. Само да му дадеме малце енергија на тоа сето, како што јас правам, повеќе луѓе да му дадат енергија и тоа ќе се оствари на некој начин. Затоа што тоа е патот, нема друг пат за родот и за оваа цивилизација. Така. Димче, јас ти благодарам, значи синхроницитетот направи да се дружиме и покрај тебе, значи еве и други луѓе доаѓаат во кругот на истомисленици, луѓе што споделуваме сличен начин на размислување. Така што јас можам само да ти се заблагодарам и да побарам да дадеш некоја крајна порака од тебе, иако целиот разговор е полн со пораки, кое што ќе не одведе до наредното гледање кое што ќе го ставиме за некоја наредна прилика. Епа ти благодарам и тебе за можноста да разговараме. Секогаш ми се интересни разговорите со тебе, затоа што опфаќаме секакви теми. И порака немам што да кажам повеќе, освен малце да забават луѓето, да застанат и да погледнат наоколу што се случува. Да едноставно да обратат внимание. Тоа, немам некоја посебна порака и ти благодарам многу и посакувам да бидат во мир сите луѓе. Така. Ти благодарам, Димче, поздрав до тебе и поздрав до сите гледачи на каналот Татунчо. Се гледаме во наредна прилика.